Па добар ден, драги мои. Еве понеделнички пред една нова работна недела и ве ставаме пред нов предизвик. Денес нема толку да зборуваме за политика, но сега ќе зборуваме за тема за која што верувам и како имате што да кажете со оглед на тоа што мора да признаеме дека секој од нас секако го направил она за што ќе зборуваме денес. Превентивната медицина е клуч за здрава нација. Специјалистите велат дека граѓаните немаат навика да прават редовни темелни прегледи. Иако на долг рок тие се најисплатливи за здравјето на пациентот, но и за здравствениот фонд. Потребни се промени, не само лични, туку и општествени, за да се зачува здравјето на граѓаните. Па се почесто, наместо во здравствените установи, диагнозата ја бараме на интернет и на социјалните мрежи. Дали доктор Google е решение? Тоа е она што ве прашуваме вас, а секако тука веќе кога ги спомнуваме социјалните медиуми, ќе ве потсетиме да не заследите на Facebook Црвена линија, тоа не се менува и секако профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што дискутираме секако со вас. Но особено драго ќе ми биде и веќе напоменам, пожелно е да не заследите на Instagram, особено со оглед на тоа што доколку кликнете на Instagram Story, ќе ви се појави на прозорчето нашето денешно анкетно прашање кое што гласи: дали доктор Google е решение? Па што мислите вие, да или не? Ќе видиме како ќе одговорите со оглед на тоа што одговорите нормално и резултатите ги соопштиме таму никаде по рекламите. А факт е дека секој од нас, барем кога имал мака и со појавата на социјалните, не само медиуми, него можности како што е и Google пребарувачот, ако никогаш се сурфа информација од најразличен карактер, некако глобално луѓето се обидуваат да си ги дадат своите да си дадат себе си одговори за тоа што е тоа што ги тишти кога е здравјето во прашање. И тука е всушност замката, бидејќи понекогаш се добива впечаток дека ако изгугламе ако не боли глава или не е лошо, Google ќе прикаже разноразни дефиниции, диагнози под наводници, симптоми, па и да не поведе во погрешна насока. Како и да е, дали го правите тоа, дали ви се случило, дали се уште гуглате, доколку сакате да откриете зошто нели не се чувствувате најдобро или доколку имате никаква тегоба и дали тоа значи дека доктор Google е решение. Па добар ден, еве за првиот гледач во Црвена линија. Да, добар ден. Па еве да ве прашам колку вие сте се обиделе да си барате диагноза или објаснување за тоа доколку во одреден период не сте се чувствувале добро. Никогаш во животот не сум побарал помош од Google. Јас имам матичен лекар. Матичен лекар ќе те упати ако треба на специјалист. Специјалистот на ехо или други апарати кои што треба да се извршат на организмот, така да Google не е доктор. Google дава само информативни работи кои што некои современи луѓе мислат дека Google ќе ги излечи. Не, Google не вади крв. Google не гледа ехо. Google не прави стрес тест. Затоа нека сватат сите овие граѓани во Република Северна Македонија дека здравството кај нас ги дава сите работи кои што се потребни за здравствената состава на секој човек. Почнувајќи од преглед па нагоре до специјалистите, до субспецијалистите и така натаму. Затоа јас немам поверење во Google, имам поверење во моите лекари од матичен до специјалистите во Македонија. Тие се кои ги даваат добробит, здравјето на сите граѓани во Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. И ние ви благодариме и што го пробивте мразот и бевте првиот кој што ја започна дискусијата во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Секој добро би ве замолила малку погласно, подобро да ве слушнеме. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. Па еве си гуглате ли за своите симптоми и диагнози понекогаш?
Баш со оваа тема добро ме погодивте, затоа што јас сам доста проблеми здравствени, така да ќе се навратам на тоа Google решение. Пред неколку години, десетина, самата докторка која е специјалист неврологија, која што беше специјалист, истата ме стави на некој си протокол, програма, кај што доста ми се наруши здравјето, а пазете, истата ми кажува, отворете Google, прочитајте, ќе видите, тој е најдобар лек измислен во светот. Сработеше за едни израелски лекови, кои сега доколку отворите на Google, не можете нигде да ги најдете. Па сега може да разберете вие и гледачите кои што слушаат, значи какви доктори имаме ние и како прво тие не наведуваат нас да читаме на Google за одредени лекови и така натаму. Дали тогаш и ве виднаш изгуглавте да побарате индикации, контраиндикации, што пишуваше за лекот кој што ве посочи? Да, тоа беше све добро покриено од страна на Google. За лекот пишуваше дека е најдобар лек во светот, арно, ама сега тој лек после 5-6 години не можете да го најдете ни на Google, ни нигде во светот. Значи, тие прво покриваат Google, затоа што сега, демек ние знаеме, ќе прочитаме на Google. Така, благодарам многу секако што завртевте во црвена линија. Еве слушате веќе првите двајца гледачи какви ставови имаат по однос на тоа кога си гугламе за диагнози и секако за симптомите кои што ги чувствувавме. И дали е тоа решение, дали доктор Google треба да биде решение или пак редовни медицински контроли. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Поздрав многу Тина. Поздрав и до вас секако. Се слушаме? Да, повелете. Добро. Значи, вака да ти кажам најискрено, јас на почетокот некако пред неколку години почнав да си го прашувам доктор Google и си го прашував за сите симптоми, ова, она, леле, какви диагнози си најдов. Тој си опширно да кажува, нели, јас си паѓам у криза. Знаеш зошто? Затоа што рече гледачот пред тоа, вика јас идам на доктор, се е средено. Не, ништо не е средено, значи немаме доктори. Значи немаме доктори, не дека докторите не ни се добри тие што ги имаме, ама ги немаме. И сега дека чекам ја термин да ми дојде после 2 месеци, 3 или колку, ја ќе си изгуглам. Сега Тина, сега помалку гуглам, затоа што навистина тој толку убаво ги опишува тие работи и толку ќе те уплаши, може да забегаш. Така да го одбегнувам доктор Google, значи навистина не е во ред ни да гугламе, ќе си најдеме или ќе ми напише доктор диагноза, јако ќе си изгуглам се, ќе си најдам тамо, леле, боже, викам, готово јас ќе умирам. Сакам да ти кажам, не е убаво, не го препорачувам на никого, ама веќе кога имаш нели некој проблем здравствен, па што ќе правиш сега ќе гуглаш, нели така е. А секако си ја имам и матичната моја, која ми е измислена фантастично девојче како тебе младо. Значи и таа ми е подобра од Google, не можам да кажам, значи премногу добра. Како в Google, значи во неја имам доверба, ама Google не го препорачувам на никого. Благодарам и вам за јавувањето. Еве ние препорачуваме секако да се вклучите во денешната дискусија, па еве може искрено да си проговориме. Со оглед на тоа што имавме, еве првиот гледач рече дека никогаш не се посоветувал со доктор Google, но факт е дека голем дел од населението, тоа не важи само за земјата, некако одговорите за своите здравствени проблеми или состојби во моментот во кој што ќе се најдат, прво што прават е Google. Дали го правите вие тоа или сепак сте ориентирани кон тоа што ќе кажат вистинските резултати од редовните медицински прегледи. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, овде е дедо Јордан од Прилеп. Голем поздрав и до вас и секако до сите прилепчани кои што не гледаат во момент. Здрави и живи, фала многу. А овие што се ова и Македонија со северна што ја означува. Дали беше само за надворешна употреба северна, што ми се верува северот и однеси. Толку не сакам ништо да кажам со. Но име на темата што ќе кажете, дали во Прилеп повеќе се прашува Google за диагнози или па се вршат редовни прегледи? Честно, доктори се е вред, со мене јас сум фала на Господ здрав прав, али
Само ми пречи овие Македонија Северна што ја кажува, друго ништо. Ајде, убав ден. Добро, во ред, благодарам многу за јавувањето. Секако посакуваме секој од вас кој што ќе се вклучи, секако да проговориме на темата која што денес ја дискутираме. Она што директно ве прашуваме, сметате ли доктор Google дека е решение за нашите здравствени проблеми или еве дали сметате дека можеби потенцијалниот страф од прегледи, од некои луѓе едноставно немаат толку волја и желба, не им е драго да речеме да одат на доктор, повеќе од страф, па еве се одлучуваат да гуглаат за симптомите кои што ги чувствуваат. Добар ден. Здраво. Здраво, црвена линија. Да, разбира се. Па, вака, би прашал само дали ова е само прашањето или има уште нешто екстра прашање? Па еве, дали сте се обидели да си гуглате за својата здравствена состојба во даден момент? Многу доверба немам у Google. Еве да речеме сега да си чилијанка, да провериш у Google дали постои некоја Република Македонија, нема да ја најдеш. Така да, дали постојат македонци, исто така нема да најдеш. Така да и увези здравство, бидејќи СЗО ги прави овие податоци, ги внесува во Google, а видовме СЗО колку направи штета на човештвото во 2019, 2020 и 2021 година. Така да многу немам верба у Google-от. Дали тоа значи дека одите на редовни прегледи кај матич? Не, при возраство не верувам. Не. Па и овие се исто ученици на Google. Затоа што добар дел од нив имаат купено дипломи. Значи дипломи кои не ги со знаење стекнале, бидејќи медицината е научен труд кој цел живот се учи. Не е тоа денеска научи, утре на памет, па заутре заборави. Не. Таа се учи со логика медицината, а не Google да ми каже тука што е исправно, што е право, него самите доктори треба да го пратат пациентот како се владе и што му се случи. Време нема, биди поздравена пријатно. Бидете поздравени секако и вие. Ајде сега малку ќе одиме и кај Твитерџи, нормално ова е една општа тема. Секогаш актуелна, тоа секако ќе напоменеме, па и извадивме твитови кои што се од подамна, но ќе почнеме со еден кој што е пред 15 часа на Хиклер, кој што напишал: доаѓа состојба во животот во која твојот психолошки проблем го нема во книгите. Не можеш да го пронајдеш преку Google, а било кој психолог го нема твоето животно искуство за да го разбере проблемот. Туку ќе ти даде некоја поопшта диагноза. Психолог, не психијатар. Како понатаму? Особено се повеќе се гугла за човечкото здравје, луѓето особено и во периодот на пандемијата се гуглаше многу за потеклото на вирусот, се бара одговори на многу прашања, а се уште се прави и тоа понатаму. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Јас на Google воопште не верувам и не гуглам. Јас здравството, докториве, може само да ги прифатам и да ги признам ако случајно нешто ми се деси, да има хируршки запад, што требат нешто да сечат, да отстранат и така на така. Само во тоа признам, во друго ништо. Еве имам проблем малце со очите, не баш многу, ли малце имам проблем, дури и во Париз бев из Европа прошетав, што ми кажа лекарите овде, истото ми го повторија таму. Така да, вакви работи да следам, рекла, казала, па те она, не. Оти, макако ги има човек, ќе подклекни, ќе верува на се што, а не е тоа исправно, не е тоа во ред. Затоа што народов толку е искривен опаку, да не веруваш на никого ништо. Сега докторите, од доктор до доктор има огромна разлика. Оти тие, како да кажам, психолошки треба да ги анализира човек дали е прав доктор или е формален доктор. Оти, гледате што се случува доктор да вади органи, сигурно за продавање ги вадеше докторот. На него ќе му верувам. Како ќе му верувам? Има икс случаи такви што се случуваат, што не ги знаеме и се работат такви. Луѓе ги снемува и ден денес не може да ги најдат. Кај се тие? Тие се за органи негде претерани. И
Благодарам за јавувањето. Ке потсетам само внимавајте на тајмерот 90 секунди е време траењето за секој гледач или гледачка. Добар ден. Добар ден. По црвена линија сте. Дали сум јас наред? Да, па еве, дали сте гуглале некогаш кога не сте се почувствувале добро да дознаете што представуваат вашите симптоми? Па да ви кажам искрено, доктор, Google е тешка глупост затоа што преводот е никаков. Ја не сум гуглал за здравствени проблеми, али гуглам за спорт, така да катастрофа е преводот. Многу човек не може да му верува. Меѓутоа морам да кажам една работа што беше доскоро до нова година, линијата Ало докторе и вашите колеги, поготово колегата Ненад од утринската, бараше да се повторно врати во функција, пошто ја укина, не знам од која причина. Морам да кажам дека тој проект на Ало докторе беше најпаметниот проект на владата на Груевски од областа на здравството. И тешка глупост направија, или најголемата глупост, оваа влада направи, што го укина. Затоа што од лично искуство, искусни доктори, 24 часа, за било каков проблем, паника, совет, тука беа на располагање. Со години сум ги користил и еве апел преку вас да поставите под хитно една тема, дали линијата Ало докторе да се врати повторно. Ја мислам дека многу народ имале само добробит од тие доктори на Ало докторе, пошто од брзата помош шизнаа луѓево, кај нив се јавуваат сега за такви совети, а тие имаат други обврски да спасуваат животи. Така, благодарам многу што се јавивте и што предочивте всушност за што можеме еве со вас исто така да проговориме. Гледачот вели дека навистина би посакал да се врати опцијата Ало докторе. Сега е она за што зборуваме, дали ние или некој од вас најчесто прво прави Ало доктор Google, а потоа нели си ги бара одговорите кај својот матичен лекар и правите редовни нели медицински прегледи. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Па, јас мислам дека доктор Google е целосно, тоа треба да се испрди. Тоа е непотребно само заложување на луѓето и нема потреба од тоа. А еве според вас зошто луѓето гуглаат за своите симптоми, за своето здравје? Тоа е чисто промашување, само ќе ги губат нервите и ќе се повеќе плашење ќе има, него ли да одат на лекар. Писам поприродно е матичен лекар да се послуша, па макар и специјалисти, други лекари, него ли Google. Тоа е за мене неспатливо нешто. Така, дали одите на редовни прегледи, внимавате на своето здравје? Па гледам да ги одржавам редовно, на систематски, да. Инаку Google е за мене неспатливо нешто. Тоа е чиста илузија, така да. Значи, вашиот одговор на прашањето на анкетата дали доктор Google е решение ќе биде да или не? Не. Доктор Google е промашување. Тоа по никакво така. Така, благодарам тогаш многу за јавувањето. Сега го оставете, продолжете да не гледате. Одиме повторно малку со Твитер. Калин Бабушко напишал: луѓето пребаруваат, гуглаат, се интересираат за тоа колку е доволно, например, во овој случај да се поспие, да се направи една куса дремка, па се даваат опции какво влијание има од 10 до 20 минути, ако направите дремка 30 минути, па дури дремка од 90 минути. Она што тој го напишал е дека со кратко гуглање, али и 5 минути е супер енергија. Знаеш она, око склопив и опа,
30 минути. Ха-ха-ха. Како и да е, се гугла за се и сештом. Google не случајно го нарекуваат Google пребарувач, па еве оно што зборуваме со вас и ве прашуваме дали сте го искористиле Google досега како пребарувач и сте пребарувале, поточно ке речам, диагнози и состојби за вашето здравје. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија до телевизијата. Поздрав и до вас секако. Вака да ви кажам, ако ни е потребан доктор Google, што ќе нам тога е факултети, универзитети, специализација и слично тоа? Што ќе ни на нас фармација и аптеки, да не зборувам? За нас, граѓаните, потребен е лекар на кого можеме да му ги повериме нашите податоци, нашите проблеми здравствени и врз основа на личниот контакт да ни даде соодветно решение, значи дали он може да го реши тај проблем или ќе не препрати до специјалист, до болница, поликлиника, клиника и слично тоа. Јас сам против доктор Google, тога не ни требаат уопште ни средни медицински кадар, ни ништо. Дали имате дали познавате луѓе во вашето обкружување кои што гуглаат за своето здравје? Има луѓе различити. Ние сме по некои Има луѓе различити. Ние сме за некои решенија многу незгодни, кои ги бараме и сакаме да бидат онака како што сме ние. Меѓутоа, тоа во реалниот свет не може да се реализира. Зато ни е потребен лекар од семејна медицина, па скроз, да не кажам, професори, академици и слично тоа. Големо благодарам секако и вам за вклучувањето во црвена линија. Продолжуваме секако со вас доколку ве имаме на линија. Еве досега впечатокот е дека барем од сите оние кои што се вклучија во црвена линија, ниту еден ниту го гледа решението во доктор Google, ниту пак го користи овој пребарувач за да си бара диагнози или пак да ги толкува симптомите кои што ги чувствува. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам секако. Благодарам. Па вака, ја одма ќе направам споредба, Google го читам, све што има во него, но ништо не верувам. Меѓутоа, ќе го поврзам Google со хороскоп. Во хороскопот на иста дата се родени стотици илјади луѓе, а тамо пишува за сите еднакво, ки има среќа, несреќа, болест, радост, тага и така натака. Значи, Google е толку за мене. Меѓутоа, не може Google мене да ми каже дали треба да земам одреден лек, значи колку да земам од тој лек, ако мене, значи кога ќе отидам кај докторот, мојот матичен лекар, кога тој ќе ме преслуша, ќе ме сослуша, кога ќе ми каже на тоа ваше кажување имате таква диагноза, имате такви проблеми, значи за тоа треба да земете таков и таков лек, значи за мене, значи докторот е повеќе од Google. Час и поштење на Google. Тој, значи, сигурно има своји познания, своји знања. Меѓутоа, он не може да биде баба Вања за сите да кажува, значи, кој што, кога не го видел, не го преслушал, не се соочил со проблемот на граѓанинот кој што ја бара таа помош. Секогаш, значи, блискиот контакт, очи во очи со докторот, за мене е најпозитивно, најдобро и за мене ми се чини дека нема подобро решение. А ако некој сака да верува, значи некого го болело левото рамо, тоа е со сите што ги боли лево рамо, значи болката е во тоа. Благодарам многу и вам за јавувањето. Ајде сега повторно со Твитерџи, секако можете да се надоврзувате и да не се согласувате или можеби да најдете инспирација за вашето излагање во однос на коментарите кои што ги пишуваат Твитерџи. Чак на Орис има напишано вака: вративме туберкулоза со гуглање
А всушност ова е најверојатно твит како одговор на тоа што Македонија, за тоа зборувавме во црвена линија, е спаѓа во редот на земји со најнизок степен на имунизација кај децата, па и појавата на болести кои што веќе одамна се искоренети, како што беше случајот со туберкулоза. Затоа чак на Орис напишал: вративме туберкулоза со гуглање, а најголем дел многумина секако се обидуваат да откријат и да се информираат и преку доктор Google. Се гуглаат симптомите кои што се чувствуваат, потоа излегуваат на пребарувачот историја на диагнози, така да многу луѓе го прават тоа. Она што заклучивме досега од сите вас кои што се вклучивте во црвена линија, никој од вас, барем од тие кои што се јавија, секако нема ниту намера, ниту пак бара решение од доктор Google. Добар ден. Добар ден. Колку гуглате еве за своето здравје? Никако. Нема да се среќиме. Кога имаме тројца тие лекари и двојца во брза помош, во Македонска Каменица има тројца матици и двојца во брза помош. Кај ќе се лечи? Умираат секој ден. Тоа пријател да распак петок од кола излази од пирата на кола и умира. Никој нема да му помогне. Тоа јас мислам дека здравството нема. Саме мотиве слава. Здравство нема. Нема здравство. Те платено доктори, те платени сестри. Само мислам да ви го помите за них. Друго што ништо. Кој те шише? Во Каменица секој трети година тоа има многу што не покрети. Еден ден се беа од тие. Не може, тоа е јас од оваа држава не бива. Пријате многу тај. Благодарам многу за јавувањето. Секако продолжете и вие да не следите. Продолжуваме со вас и еве да слушаме можеби гледачите кои што понатаму ќе се вклучат во црвена линија, ќе кажат дека можеби некогаш и им се случило нели да бараат толкување за своите симптоми кои што ги чувствуваат преку доктор Google или можеби воопшто не. Добар ден. Добар ден, водителке. Добар ден и вам. Се најубаво? Се најубаво секако. Никако Google. За мене е матичната многу важна. Одите ли на редовни прегледи? Одиме, она кој ти речам, докторке ова, одма ми закажуе докторка Катерина Петрушевска у Црничек. Амбулантата да јавал. И термин ми наоѓа за све. Ние, знаете, у години сме више стари. Дебило. Она е за нас свака час. И знае, има осет за постарите. Затоа ја поздравам и вас ме поздравам и телевизијата. Значи, многу е важна матичната докторка. Ви прати, знае у нас вашата, мислам, болеста све. И поздрав, све најубаво, само матичната е највише ја поштувам. И ме чекаме за тркалото. Ме чекате за тркалото? Најверојатно тоа слуша. Да. Добро, секако останете со црвена линија. Можеме да кажеме дека црвена линија и тркалото се една целина, барем кога ме гледате мене. Но она што е најважно, благодарам што се вклучивте во дискусијата на црвена линија и еве слушаме и од гледачите дека имаат најголема доверба во своите матични доктори. Како и да е, можеби некој од следните гледачи веќе не открие дека понекогаш се случило да пребарува на интернет за симптомите кои што ги чувствува и се разбира да самиот си диагностицира преку доктор Google. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија, повелете. Има разлика во временска разлика меѓу во ред. Од каде ни се јавувате? Молам?
велите временска разлика, се јавувате од некаде или? Не, во се на слушалката ќе зборувам. Така. Сакам во врска со ова доктор Google, дали е решение? Не може да биде Google решение, затоа што податоците во Google што ги изнесуваат често пати се зад авторитетите на измислени имиња на доктори, а народот му верува затоа што лековите се поскапи. Секој пат кога сум се обидел, лекар сум иначе, кога сум се обидел на Google да најдам диагноза, верувајте, се разочарувам од тие податоци што ви кажуваат таму, затоа што голем дел е сето тоа е комерцијална работа и кој ќе речат за некој лек само 2000 денари, тоа само 2000 е за некого само, а за некого е премногу. Затоа се научија пациентите да проверуваат диагнозите на Google, барајќи поевтина варијант. Така. Благодарам многу, ценим особено еве колку што разбравме гледачот по вокација е лекар, што значи еве и тој напомена дека решението не е во гуглање на диагнозите, особено не гуглање на лековите. Како и да е, продолжуваме секако со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, да не биде нели напразно да зборуваме добар ден и дали се слушаме. Повторно ќе се префрлам јас на Твитер во меѓувреме додека некој од вас се вклучи. Еве што напишал мистер Тепес. Заради ова ќе почнеме да зборуваме за болести кои беа искоренети. Јаки сме колку и најслабата карика, а најслабата се антиваксери кои ги загрозуваат своите и тугите деца. АКСФР рети поредак бајбок за овакви, па со зидот нек збори за светски заговори за депопулација. Твитерана има напишано: здравиот човек има милион желби, болниот има само една, да не си го вакцинира детето. Ова го издвојуваме со оглед на тоа што многумина се разбира информациите и индикациите, како и контраиндикациите на лекови, па дури на вакцини се пребарува на Google. Дали доктор Google е решението за нашето здравје? Дали треба на доктор Google почесто да му се обраќаме или пак може би е најдобро да одиме на редовни прегледи и всушност од вистинските лекари и медицински персонал да ја бараме помошта, односно насоките за подобро здравје. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Јас сум на телевизија, живо или? Да, во живо сте вклучени во програмата Црвена линија. Добар ден, тука се јавува еден анонимен гледак се јавува, мислам дека малце од темата ќе искочам. Верувам дека ќе биде малце, а ќе се вратиме да зборуваме за темата. Ќе ни биде драго да слушнеме кој е вашиот став. Јавуваме една гледачка, така да многу сум разочарена од овиот бутел, зашто сега брзо ни почина сетката и ни бара 2500 евра за закупување. Ако немаме тие пари, не ја закупуваат личноста, тоа е проблемот. Така, ова е интересно да се постави како посебна тема во Црвена линија. Да, така, господјо, така, да, браво. Тоа ми беше баш предлог да ви го предложам. Драго ни е дека предложивте, што ќе кажете во однос на денешната дискусија? Дали ве пребарувавте, сте пребарувале некогаш на Google за симптомите кои што ги чувствувате за вашето здравје или одите на редовни прегледи?
Се исклучи гледачката, како и да е секако забележано. Ете, ќе го земеме и тоа во предвид, зашто всушност се вклучи и еве даде едно идејно решение за некоја тема за која што можеме да дискутираме во Црвена линија. Но ќе ни биде драго ако се фокусираме на темата за која што денес зборуваме, а тоа дали доктор Google е решение за нашето здравје, дали треба целосно или пак па и не целосно нели да се подпираме на информациите кои што ги дава доктор Google, пишувајќи ги симптомите кои што ги чувствуваме. Добар ден. Дали се слушаме? Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Јас никогаш не одам кај доктор Google, него секогаш одам кај докторите, бидејќи диагнозата само тие може да ја постават, него има еден голем проблем кај нас, што никако не може да се најде термин. Сите зборуваат дека превентивата е најбитна, меѓутоа која превентива кога термин не можеш да најдеш за да отидеш на лекар. А би сакала да ги пофалам нашите лекари, кај што сум биле многу љубезни и 2 пати ми го имат спасено животот и сум многу благодарна на нашите лекари. Значи, доктор Google може само оној кој не искусил многу тешки болести и да се обрати прво кај лекарите, зашто може потоа да биде касно, многу касно кога ќе се обрати на лекарите. И затоа моја препорака е никој да не бара диагнози кај доктор Google, него да си оди кај своите лекари од матичен, па каде што треба понатаму на специјалисти. Познавате ли во вашето обкружување луѓе кои што го прават тоа, ете, гуглаат за своето здравје? Не познавам, меѓутоа да ви кажем, јас верувам во некои чаеви, ама тоа е само како помошно средство, не е лек и диагноза. Так. Има такви некои, мислим, да се најдат, убави природни, со природни лекови, исхрана и сето тоа, меѓутоа за диагноза никогаш не треба да се бара на Google. Така, благодарам многу и вам за јавувањето и вклучувањето во Црвена линија. Ајде одиме сега со, реков јас, ова е навистина една стара нова тема и никако да излезе од мода, бидејќи се додека од постоењето на Google како пребаруваш до ден денес, луѓето не сите, но генерално и глобално знаат да пребаруваат за информации кои што се однесуваат до нивното здравје. Што се однесува до нашиот термин, време е за реклами. Сега време по рекламите да ги соопштиме и какви се резултатите од денешната Instagram Story анкета. Тука апсолутно уште еднаш ќе ве потсетам да не заследите и на Facebook и на Twitter и секако на Instagram, па веќе утре да бидете дел од Instagramџи кои што одговараат на нашите секојдневни анкети. На прашањето денес дали доктор Google е решение, со да одговорија 24%, а со не одговорија 76%. А јас секако 100% прво сакам да ви укажам дека денес особено е важно да останете на програмата на Телма телевизија, пред се веднаш по Црвена линија, бидејќи ќе стартуваме со тркалото, но има и уште една убава причина, а верувам дека ќе уживате во гледањето на новата серија која што ќе се емитува на Телма, стартувајќи од денес, така да стартува серијата Телохранител, која што, меѓу другото, ќе го задржи вашето внимание, а сега јас ќе потсетам да го задржите вашето внимание на она што ќе ви го прочитам во моментот. Еве, нека биде подготвен и гледачот кој што се јави во Црвена линија. Имаме прашања на кој континент припаѓа француска Гвајана. Потоа дополнете ја изреката, никој не може да ти се фати за малото. И ево уште едно прашање, како се викаат жителките на градот Крива Паланка? Па
Еве ќе додадеме уште едно да си знаете прашање, како популарно се вика кога стрелките на часовникот ќе се поклопат една со друга. Стартуваме за многу кусо време со вас и да освојувате награди, тоа се очекува.